Значи, ние сме последни во Европа, последни со фискална децентрализација. Сите држави околу нас, збореме од државите кои не се во Европската Унија, веќе еви податоци. Значи, Хрватска 34%. Хрватска 60%, она веќе во ЕУ. Босна и Херцеговина со 34%, Српска 25%. Од тоа се зафаќање од персоналниот данок. Додека Молдавија 100%. Значи, средствата кои што се генерираат во општината мора да останат во општината. Тоа се најмалкуте што може да ги оставиме. Па кај зафаќањето од ДДВ, значи ние сме со 3% последни во Европа. Дури да не зборам за европските држави, а па ако ги спомнеме развиените земји како што се во Скандинавија, таму се движат до 80% во однос на локалната самоуправа. Бидејќи Европа и сега го заговара тоа, дека единствено локалните самоуправи можат да бидат движечка сила на развој. Да тргнеме и ние од сами од себе. Пред 30-40 години, кога имало фискална децентрализација во Југославија, била поголема фискална децентрализација него денеска. Тогаш се градени во градовите сите капитални објекти. Значи, ево радиш, спортска сала, болница, суд, мостови, улици, патишта, булевари, се градело во тоа време. Сега ние не сме способни, не дека не сме способни, ние сме способни, немаме средства да направиме ние капитален објект. Затоа што парите ги троше владата. И затоа они имат неуспех во капиталните инвестиции. Не може едно министерство за транспорт со екипа од 5 луѓе да менаџира 10 милиарди евра во година. Како ќе ги изменаџира? А ние сме 80 општини и сите имаме сектори за урбанизам спремни за таа намена, наместо да се подалат парите ние да ги инвестираме во капитални инвестиции, тие упорно ги држат во централната власт и затоа се неефикасни. Погледнете години назад колку пари од капиталните инвестиции резервирани се и потрошат во државата. Се ви ги враќат и ги наменуваат после за други намени.